Би започнал овој протест со еден мал увод. Моето име е Трајко Симоновски, јас сум председател на Сдруженијето Музика сега и би сакал една низена кратка хронологија да ви објаснам зошто и како стигнавме тука. Нашето здружение е формирано сред пандемија, во најлошата можна досега невидена криза, која буквално не остави на улица. Еве. Целите на здружението се далекусежни и подразбираат воведување на систем за делување и озаконување на сите аспекти на нашата работа. Нешто што за жал е оставено на нас тука да го направиме. И во ред, за таа цел земавме урнек, пример, бидејќи никој од нас овде не е премногу инволвиран во законодавните динамики на секојдневната политика. Искрено, ние никогаш не сме ни сакале да играме политички игри, тука едноставно да пронајдеме и примениме систем кој ќе ни ги овозможи правата кои ги имаат нашите колеги во европските земји. За таа цел јасни стана неколку работи. Прво, мораме да се унифицираме, да застанеме позади еден ентитет, организација, која ќе не третира и застапува во целост како професионална фела. Два, мораме да се ги научиме правата, но и врските кон политичкиот и економски систем. Мораме да изготвиме реален регистар на нашите членови и членовите на сите здруженија. Мораме да се научиме да комуницираме меѓу себе, да ги издвоиме нашите заеднички цели и го искористиме целиот потенцијал со кој што располагаме. За тие цели јас лично го преведов и доставив до сите релевантни институции статутот на Хрватска глазбена унија, ХГУ, кој би требало да биде урнек за статутот на Комората на музичарите на Македонија. Пристапивме кон формирање на координативно тело, представено од председателите на 6 најголеми здруженија во земјава. Подпишан е меморандум за соработка, зацртани беа параметри на делување и секако заедничка цел. Јас како председател, како копредседател на тоа координативно тело, имам обврска да ја пренесам информациите за состаноците, за да се координираме при реализација на проектите кои беа пред нас. Од наша страна, сите информации биле споделувани пред тоа координативно тело. Тоа е природна, морална обврска пред колегите со кои делим исти цели и секако судбини. Но, за жал, сите не размислуваат така. Во разговорите со владата, Министерството за култура и економија, секогаш беше истакната нашата заложба за активна комуникација и консултации за сите прашања поврзани со нашата фела. Поготово околу конкурсите кои се внесуваат на нас, бидејќи има логична потреба да се прашаат професионалците за сите тајни и потенцијални решенија за постоечките проблеми. Ова беше декларативно прифатено, но не испроведено. Побаравме одговор на прашањата околу логиката музичарите да се издвојат како потенцијален извор на епидемија, нешто за што нема ниту единствен доказ, поготово потенцирано од фактот дека ние не работиме толку време, а и кога работевме, не се појави така наречен кластер на ниту еден од за нас познат музички настан. Не добивме одговор. Дури не сме ни известени дека треба да го доставиме нашиот регистар на членови кој долго го изработувавме. Уште минатото лето доставивме протоколи за мали и големи настани, од кои беа прифатени оние за големи, но не и оние за мали настани, клубови, барови и така натаму. Никој никогаш не објасни зошто. Инсистиравме и добивме потврда пакетите финансиска помош да бидат за членови на здруженија. Тоа во 6-тиот пакет мерки исто така го нема. Не само тоа, туку се појави термин лиценцирани музичари, за кој никој не знае што е, бидејќи за издавање на лиценца е потребна комора која ќе го добие тоа право од институциите. Такво нешто во моментов нема и не може да има, бидејќи комората не е формирана се уште. Самата финансиска помош, да не заборавиме, се однесува на 2 во декември и уште 2 сега месечни надокнади од вкупно 15 месеци без работа. Вториот пакет помош е лимитиран од многу фактори и не се знае колку луѓе ќе добијат помош. Тоа што се знае дека социјалните случаи нема да добијат помош, ниту само вработените самостојни уметници и оние трговци поединци чии сметки се уште не се блокирани. Но и физичките лица чии сметки се блокирани од разни причини. И сега на крај и ова. Луѓето што свират свадби ќе настапуваат, другите не. Освен ако не се организираат секојдневна свадба. Тоа секако ја прели чашата за нас и веќе нема можност да бидеме едностранно конструктивни, а другата страна своеволно да ги изготвува решенијата колку нелогички и технички невозможни биле тие. Затоа наместо по клубовите на сцените во градовите, еве не тука на улица. Посимволично не може да биде.
Тука сме да бараме идно да ни се дозволи да настапуваме. Доста нас не правите лепрозни. Едноставно немате ниту право, ниту докази за такво нешто. Доста не правите малоумни. Иако не сме се уште доволно добро организирани и правно спремни, вистината и реалноста се на наша страна и нашето уставно право го надминува вашиот моментален политички ангажман. Ние ќе бидеме тука и ако, тоест кога, се смени власта со истите барања, но многу поголема енергија и јасен пат. И ќе сватите сите дека сме огромна бројка на засегнати, релевантна за секој избори. Таа бројка ќе излезе на овој или оној начин. Може би најгласно до сега, но може би и преку гробна тишина, достојна за закоп на еден цел културен сегмент на една земја. Затоа една минута молк за една година молк на музиката кај нас и уште една минута молк за музиката во иднина, ако не се смена титно ставот, состојбите и парадигмата за музичарите и музиката кај нас. Пуштете музика сега. Најавам 2-минутен молк. Сдруженија. Овој пат ќе ви се обратам лично, како еден од тие кои се погодени од оваа 15-месечна забрана за работа. Јас сум самостоен уметник, инаку живеам исклучиво од музиката и тоа ми е оневозможено во овие 15 месеци без никаква валидна причина. Не само јас, и моите колеги, тие кои не пеат, кои свират или се диджеи, исто така им е забрането да го остварат своето право на заработка и да ги хранат своите семејства. Може би нашиот собир ќе беше помасовен да дојдовме со своите семејства кои ги раниме со париве кои ги немаме овие 15 месеци. За нив, представниците на оваа бела погача позади, да може да ги прашаат како ќе продолжат со своите студии или како се плаќа кирија кога немаат сите дома пензионери да поземат пари, немаат сите луѓе вработени во државна администрација. Она што оние кои ни забранија да работиме го забораваат е дека не се сите музичари вработени во државни институции како радио, телевизии, филхармонија, македонска опера и балет, танец и така натака. Значи има еден куп од нас и тоа со импресивни музички кариери кои се во овој момент без работа. 15 месеци. Нека пробаат господата позади мене 15 месеци да живеат без плата. Црните траки ги носиме баш уа. Уа затоа што со ова што го прават буквално ја погребуваат македонската музика и ова има последици кои ќе бидат многу подалекусежни. Голем дел од нашите колеги во неможност да се снајдат почнаа да продаваат инструменти, што е страшно. Очекуваме да комисијата или владата кога ги гласа препораките на комисијата јасно да ги праша како заклучиле дека музичар кој свири во локал е носител на зараза или предпоставуваат дека можеби вирусот патува по музичките вибрации. Она што е смешно е да луѓе кои брцаат у салата со секој со својата винушка во еден тањер немаат опасност да се заразат седејќи на маса, али ако диџеј таму во ќошот пушта музика, тоа е и tekako опасно. Мислам дека овие нелогичности мора да се надминат, затоа што ние луди не сме. Утре ќе има избори и ќе ги избереме оние што се нормални.
Тоа од мене. Благодарам. Браво, Джови!